Демократија на дело. Додека Тајван влегува во последната фаза од општите избори. Големо прашање е како воопшто да се зачува ваквиот настан во услови на закани од Кина, која го смета Тајван за своја територија. Од овој митинг на владеачката Демократска напредна партија излезе порака дека решението е да се продолжи кон заложбата за суверенитет на Тајван. Наместо да се подпираме на Кина, подобро е да му веруваме на Тајван. Подобро е да го прегрнеме светот. Тоа е пристапот на председателот во заминување Чај Инг Вен. Но под нејзина администрација Кина стана поагресивна. Главниот опозицијски кандидат Хо Јуи сака диалог со Кина за намалување на тензиите. Поддржувачите на неговата партија Куомитанг велат дека ризиците да се спротивстават со Кина се премногу високи. За мала земја како Тајван, навистина треба да играме мудро. Не можеме да се дозволиме да влеземе во војна со Кина. Под Цај, Тајван ги зголеми војните трошоци и побара поблиски врски со САД. Кина возврати енергично. Еднаш дури го опколи Тајван со проектили, знак дека стана потешко да се зачува статус кво. Предизвик е да се одржи стабилноста во тајванскиот теснец, имајќи предвид дека имаме многу работа со многу посилна Кина, имајќи предвид дека САД и Кина се во стратешко ривалство, а Тајван е навистина незаинтересиран за обединување со Кина. Но малкумина во Тајван изгледаат загрижени за војната и покрај кинеската закана. Само зашто има многу борбени авиони кои летаат околу Тајван од Народна република Кина, не значи дека луѓето во Тајван одат помалку во Старбакс. Тоа трае со децении и нема да ги одврати луѓето од својот секојдневен живот, дури и ако се многу свесни за тоа што ги опкружува. Во Тајван, она што навистина е важно за многу гласачи не е дали се нужно за развивање на односите со САД или пак со Кина. Големиот фокус е како да се зачува демократијата и тоа што е можно подолго.